أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Вие го слушате третиот дел од препорот на верата од Хазрети Мирза Тахир Ахмад, поглавар на Ахмадија движењето во Исламот, говор одржан во Сиднеј, Австралија. Филозофијата на Ахмадија муслимански џемаат за препорот на религијата. Оваа филозофија не се разликува од онаа која е заедничко наследство на сите религии. Ова е единствена филозофија која историјата ја поддржува, иако ракописите и легендите споменуваат многумина кои биле воздигнати до небесата, не постои ниту еден пример или приказ за телесно враќање на земјата на било кој од нив од времето на Адем, па се до денес. Така, без оглед на разликите во начинот на проповедањето за нечие воздигнување на небесата, не постои некој за кој се знае дека се вратил на земјата после долго отсуство. Реформаторите секогаш произлегувале од обичен род на човечки суштества и секогаш биле одбивани и презирани од човекот. Никогаш не им биле подигнати почесни паметници, ниту им биле понудени венци, ниту биле палени лампи за свечено украсување. Спротивно на тоа, оние кои доаѓале во името на Бога, биле прогонувани за извршување на таков криминал. Со трње, патиштата нивни биле постелени. Тресена е прашината од нивните глави и на нив се фрлале камења. Со круни од трње биле крунисувани. Секаква можна тортура биле извршувана над нив. Погледајте ги како се враќаат од градот Таифа, облеани во крв од главата до петите. Погледнете ги повторно на бојното поле на ридот Ухуд, полумртви од стобените рани, покриени со телата на оние кои ги дале своите животи за нив. Ке не идете на нивни следбеници кои ја делат сличната судбина. Секое можно мачење е извршувано над нив. Биле влечени за нозите по груби зафатени патишта, присилувани да лежат на врел песок изложени на врелото сонце. Ги фрлале на жив јаглен и таму ги држале додека жртвата не сгасне. Ги изфрлале од своите домови, биле прогонувани, мачени, со глад и убивени со сабија. Мажите биле одделувани од своите сопруги и сопругите од мажите. На родителите им биле одземени нивните чеда. Им било одземено секое право кое му удоликувало на животот. Не им биле дозволувано да се молат ниту да градат џамии. Не им било дозволено да ја практикуваат својата вера. Дури не им било дозволено ниту да ја изјаснат за своја вера.
Препородот на религијата е нов духовен живот достоен за човекот. Тоа е патот кој води кон будење на религијата. Тоа е феномен кој се огледува на дело во животот на чесниот пратеник Мухамед и во светот на секој пратеник пред него. Чекорејќи по овој погубен пат, Божите пратеници ги препородувале своите нации. Ова е филозофијата на препородот на религијата од времето на Адем, па се до времето на чесниот пратеник Мухамед. Што ме така, како можеме да прифатиме дека Семожниот одлучил да ја промени својата непроменлива и со времето докажана пракса? Како можеме да прифатиме дека муслиманите ќе ја наследат земјата без проливање на ниту една капка крв и без вложување на најмал напор? Како можеме да веруваме дека тие ќе успеат без да чекорат по патот на жртвувањето? Тоа се уште не се случило, тоа нема да се повтори. Ветениот Месија, чесниот основач на Ахмадија муслимански џемаат, ја потврдува оваа вечна и трајна вистина кога го опоменува народот. Не постоел пратеник кој не бил исмејуван. Така требало да биде, луѓето да го исмеваат и ветениот Месија. Бог во честниот Куран вели: Еј, хасрет за робовите, не им доаѓаше ни еден пејгмебер и оние да го исмеваа. Ветениот Месија понатаму вели: навистина тоа е знак од Бога секој пратеник да биде исмејуван. Сега, кој може да ја исмејува личноста која физички се симнала од небото, придружувана од ангелите меѓу масата која чека? Според тоа, мудар човек може да види дека телесното симнување од небото на ветениот Месија е погрешно верување. Запомнете, никој нема да се симне од небото. Сите оние кои ги тврдат спротивностите и кои сега се живи, ќе умрат, а никој од нив нема да го види Иса, синот на Мерием, како се симнува од небото. Нивните деца и децата на нивните деца исто така ќе умрат, а синот на Мерием нема да се симне. Тогаш Бог ќе ги исполни нивните срца со страв дека деновите на надмокност на крстот поминале, а Иса, синот на Мерием, се уште не се симнал од небото. Мудар човек ќе се засити од ова верување. И пред да поминат 3 века од овој ден, муслиманите и христијаните еднакво со презир и недоверба ќе го отфрлат ваквото погрешно верување. Ќе остане само една религија на светот и само една водилка. Јас дојдов само да го посетам семето. Ова семе е посејано со мојата рака. Тоа сега ќе расте и ќе донесува плодови и нема да има сила на земјата која може да му наштети. Таскаратул Сахадатаин, страна 64-65. Од оваа споредба секоја честна личност може да види дека погледот на Ахмадија муслимански џемаат е базиран на историјата на религијата, додека филозофијата на нејзините противници е митска и представува контрадикција на историјата на религискиот препород. Од историјата учиме дека секој кој бил одреден од Бога да студира со многу противници, сите пратеници дошле по пракса за вистината и вечниот живот, но им се спротиставиле оние кои повеќе ја сакаат лагата од вистината и духовната смрт од духовниот живот. Ова навистина е процесот на раѓање на религијата. Кога нечистотијата и корупцијата се вовлечат во религијата, нивното повторно раѓање исто така оди по истиот почетниот пат. Реформаторите, пратени од Бог, страдале на ист начин како што страдале и пратениците. Секогаш, кога Семожниот одлучувал духовно да ја преполоди нацијата, таа се делела на 2 групи, на оние кои ја гледаат вистината и оние кои се спротиставуваат. Ниедна група не го менувала својот покажан став.
Чесниот Куран, овој често повторуван круг, го опишува на најефикасен и трогателен начин. Проучувањето на чесниот Куран покажува дека религиите се реаѓани и обновувани преку реформаторите, кои Бог ги одредил. Никогаш знаците не ги реформирале религиите преку конференции и консултации. Од Бога одредените реформатори секогаш биле одбивани од својот народ и третирани со ароганција и презир. На ваквите реформатори секогаш им се спротиставувале со насилство. Тие биле обвинувани за расипување на религијата на нивните предци. Тие биле спалувани како еретици и биле обвинувани за богохулење. Го завршивме третиот дел од книгата Препорот на верата од Хазрети Мирза Тахир Ахмад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. मुबारक सुबहान मैं